Октомври, 6-годишно момче, американец со палестинско потекло, е избодено до смрт од сопственикот на имотот каде што живее неговата мајка. Сторителот сега е обвинет за кривичното дело одмазда. Ноември, тројца студенти се застрелани во Вермонт, додека зборуваат арапски и носат традиционални арапски марами. Едниот од нив, американец со палестинско потекло, сега е парализиран. Инцидентите како овие создаваат страв кај американците со арапско потекло. It was very similar to 9/11. Беше слично на нападите од 11 септември, со такво чувство на вознемиреност, страв и трепет. We're always on edge. Секогаш сме под штрек, се плашиме дека ќе бидеме цел или обвинети за нешто друго. Не постои неодамнешна јавна статистика на FBI во врска со злосторството од омраза против американците со арапско потекло или американците кои се муслимани. Сепак и Советот за американско-исламски односи и организацијата Лига за борба против клевета, која се бори против антисемитизмот, по 7 октомври следеа бројни инциденти против овие групи. You sort of conflate На некој начин ги мешате палестинците со терористите, бидејќи секој што чувствува нешто за палестинците, тоа мора да биде терорист, без да се дозволи да се искажат природни и нормални емоции. Туку се сваќа дека се покажуваат терористички симпатии. Токму тоа не дехуманизира. Американецот со палестинско потекло Адам Абу Салах два пати размислува за тоа дали да носи традиционална шамија, која стана символ на солидарност со палестинците. Is it worth it? I think sometimes when I go to places Дали вреди? Кога одам на места кои не ги знам добро, се прашувам дали шамијата треба да ја оставам во автомобилот. Зарем не треба да кажам дека сум палестинец, дека сум муслиман? Иако стравот да се биде мета е полош од 7 октомври, Самра Лукман вели дека тоа е дел од тоа да се биде американец со арапско потекло и муслиман, особено по нападите на 11 септември. For almost 30 years of my life, I wore Речиси 30 години од мојот живот носев шамија, а кога се пресели во друга сојузна држава, бев премногу исплашена да ја носам. Престанав да ја носам. Неодамна познати медиуми објавија текстови и колумни во кои ги споредуваат арапите со животни, а градот Дребром во Мичиген го нарекуваат дом за голема популација на американци со арапско потекло, или цитирам, американскиот главен град на джихадот. You're justifying violence, you're justifying На тој начин го оправдувате насилството, ја оправдувате омразата кон луѓето и ги ставате во ризик. Ги поистоветувате со животни, што значи дека повеќе не ги гледате како луѓе. Во рамазанската порака претседателот Џо Бајден изрази загриженост за повторното оживување на омразата и насилството кон американците кои се муслимани. Тој рече дека владата развива стратегија за да се спротивстави на пристрасноста, дискриминацијата и омразата кон муслиманите, американците со арапско потекло и другите маргинализирани групи.